Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на уште една нова Телма амбуланта. Се поголем е бројот на луѓе кај нас и во светот кои што имаат проблем со зголемена телесна тежина. Меѓу нив, најголем процент се оние кои што велат дека пробале се за да ослабат. Посетувале нутриционист, применувале различни диети, се обидувале да вежбаат, но резултатите не ги постигнале. Зошто е тоа така? Дали постојат одредени хормонски состојби кои што доведуваат до зголемување на телесната тежина и го отежнуваат слабењето? Имаме денеска една навистина интересна тема која што ќе обработиме со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе можете и вие да се вклучите со ваши прашања во емисија. Дали одредени хормонски состојби доведуваат до зголемување на телесната тежина и до отежнато губење на килограмите? На оваа тема денеска разговараме со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Докторе, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Задоволство е што сте наш гостин повторно. Ви благодарам за поканата, со големо задоволство прифатив. Докторе, дали е вообичаено покачувањето на телесната тежина во менопаузата? Бидејќи жените на возраст помеѓу 40-та и 50-та година покачуваат по најмалку по 1 килограм во годината, барем така велат судиите. Така е. Тој природен процес, како што е и перименопауза и менопауза, за жал некогаш фаќа и неколку години, од една до, па може и до 10 години да трае тој процес на перименопауза, така да речеме. И едно од неговите основни карактеристики е зголемувањето на телесната тежина. Се разбира, има и други симптоми. Меѓутоа, тоа што се појавува, а е доста специфично, е токму зголемувањето на телесната тежина и тоа е тоа што се приметува и на жените вообичаено многу им пречи. Но тука треба да се разбере дека тоа е дел од така наречениот природен процес за кој што зборуваме, е факт. Веројатноста дека ќе се случи е многу поголема отколку дека нема да се случи, при што човек ако се најде во состојба да мисли продолжив исто да јадам, продолжив еднаква физичка активност да имам, како и досега, но ете телесната тежина расте, де факто ќе се увери дека навистина ќе биде така и жените кои што се во овој период се соочуваат, токму таа ситуација и ја опишуваат. Исто јадам, еднаква физичка активност како и досега имам, меѓутоа килограмите одат нагоре. Причината за тоа секако е хормонска, односно дека се случуваат промени во телото, кои што се мощни, значителни и кои што се многу силни. Тука има една и нагли. Апсолутно да, оти како што рековме 1 килограм на година, вие ако една година само броите, ќе кажете добро, па и не е многу, меѓутоа за 5 години тоа се 5 килограми, за 10 години тоа се 10 килограми. Тоа велам под услови да остане се исто. Ако ние дополнително малку повеќе се опуштиме, разликата нема да биде 1 килограм на година, туку ќе биде многу повеќе. Така што тоа е тој период кога лекарите кои што работат со менопауза вообичаено велат дека сега пациентките за да ја задржат истата телесна тежина, треба да вложат многу повеќе напори или англискиот термин ќе го преведам, се разбира, вели треба да трчате за да останете да стоите во место. И сега, знаете, тоа е мощно парадоксално кога човек ќе го размисли, нели, очекуваме ако трчаме да стасаме до одредена точка, да напреднеме. Меѓутоа вели за да стоиме во место, односно телесната тежина да биде стабилна, еве например, не знам, 65, да го одбереме рандом било кој број. За да остане да биде 65, ние мораме многу значителни дополнителни напори да правиме да ја држиме телесната тежина на исто ниво, која што ако се вратиме 10 години порано на овие напори кои што ги правиме, телесната тежина ќе паѓа. Тоа е таа разлика и многу е важно жените кои што се наоѓаат во тој период прво да го знаат овој момент. Заради тоа што да имаме реални очекувања што може да се случи, а што не може да се случи. Значи тоа што порано било доволно за убаво да падне телесната тежина, повеќе не е. Сега веќе не важи и ќе биде доволно за да остане во место. Можеме да влеземе и во биолошките причини, да речеме, односно. Така, еве можеме да проговориме. Вела дека женските хормони ја штитат жената, меѓу другото и од разни болести. Тоа е. Што кога естрогенот повеќе не штити од болести? Тоа е тој момент, значи естрогенот и прогестеронот кои ќе почнат да одат надолу и да се влезе веќе во тој период,
еве, едниот од проблемите кој што пак сам по себе прави компликации е зголемувањето на телесната тежина. Значи тоа зголемување на телесна тежина, термин има еден на англиски вели, ќе го кажам, menstrual belly, или на македонски би било како менструално стомаче. Така. Сака да рече дека зголемувањето на телесната тежина, ај што се случува, туку има тенденција да биде околу половината. Стомачна дебелина да селува. Стомачна дебелина. Значи, прецизно таму таргетира заради тоа што овие хормони кои што ги спомнавме се намалени. И исто и тоа е дел од сваќањето на тој природен процес дека ќе биде таа тенденција присутна и да знаеме со што се соочуваме. Но здравствените ризици. Првиот е зголемувањето на телесна тежина кој што ќе донесе и други. Второ, естрогенот е познат по тоа што дека тој ги штити крвните садови. Например, претходно и да бил присутен холестеролот, малку и да бил, да речеме, во некоја гранична или горна референтна вредност, присуството на естрогенот природно пред тој процес кој што настапува, би го држало под некаква контрола, односно би имал еден медицински кажано протективен ефект, ќе го заштитува телото и нема да дозволи тоа малку покачено ниво на холестерол да има последици, реперкусии поднош на нашето здравје. Тука веќе не е така. Значи, да речеме дека еден часовник се свртува и почнува да тече, иако ние претходно сме биле навикнати да не пазиме толку на точно нивото на холестерол или на храните поврзани со холестерол, сега тоа треба да се промени. Сега веќе и тоа е дополнителното нешто кое што треба да се пази. Дополнително покрај нарушувањата кои што се однесуваат, уште ако стоиме во делот на кардиоваскуларното здравје, покрај ова што го споменавме, и покачувањето на крвниот притисок знае да биде присутно. Дополнително сето тоа е на таа палета од менопаузални симптоми кои што двојно повеќе може да ја искомплицираат работата во смисол на непријатни симптоми. Тука се присутни симптомите на несоница, кое што препотувањата тие валунзи, топли бранови. Така, тие сите го прават еден овој период кога неподнослив или би рекол со потреба за дополнително трпение, така да кажеме. Така, поумерено да се опише. Да знам, работам со пациентки со таа состојба, знам за што станува збор. Отколку што може лекар машко да знае, до толку. Меѓутоа, сепак, таа една палета на дополнително зголемување на медицински ризици треба да направи дополнително одговорност и свесност за внимавање на здравјето во тој период. Кога ќе дојде некоја жена кај вас, која што во овој животен период сака да ги намали килограмите, што советувате? Какво мени да има? Бидејќи нели треба се внимава сега на холестеролот и на останатите ризици за здравјето. Не само за телесната тежина. Секако. Тука основното тоа што го препорачуваме се разбира дека ќе биде во рамките на таа така наречена медитеранска исхрана. Иако нели терминот може да биде збунувачки и недобро разбран, бидејќи медитерански подразбира ние одма го врзуваме за морето па да биде нешто морско, нема врска, тој регион е доста широк и ние спаѓаме во него. Впрочем, тоа е од тука, од кај нас до Мароко, така што храната е извонредно разновидна во тој регион. Значи македонската традиционална исхрана спаѓа во медитеранската исхрана. Секако да, заради тоа што е под силно влијание на околните чисто медитерански. Например, вие ако видите ние колку имаме влијание од турската и од грчката, што се едни од најпознатите медитерански исхрани во светот. Значи тука нема збор. Ние сега ги гледаме современите начини на исхрана, можеби и во Грција и во Турција, каде што има месото и тие почнуваат да се двојат од својот корен и да одат дополнително кон таа стандардизирана западна диета, како што се нарекува, со многу повеќе месо отколку претходно, но неминовно спаѓаат во тие категоризации на медитеранска исхрана. Покрај таа, која што е генерално препорачлива за покачен крвен притисок, за дијабет, за ризикот од предијабет и сите погодни за оваа ситуација за која што зборуваме, дополнително треба да се внимава на внесот на растителни влакна повеќе отколку порано. Зошто? Тоа е прва од специфициките на храна погодна за перименопауза и менопауза. Растителните влакна ќе дадат двоен ефект. Прво, тие ќе го фатат холестеролот и ќе го намалат и со тоа ќе предизвикаат дополнително намалување на ризикот од негово покачување, но и второ, растителните влакна сами по себе се извонредно важни
за така наречена редовна пасажа на цревата, односно празнење на цревата и да не дозволиме тој момент на дополнително зголемување на абдоменалната подуеност, стомачната подуеност, уште повеќе да ја прави таа слика непријатна. Така што има некои аспекти на исхраната кои што се специфични и се разбира избегнување како второ на главните извори на поттикнувачи на повисокиот холестерол, тоа се преце заситените масти. Тука спаѓаат од пречеста употреба на црвени меса до млечни производи и посебно до трансмастите, кои што за жал ние во државата кај нас многу ги немаме актуализирано. Трансмастите кај нас останува се уште некоја општа тема. Тоа е не само маргаринот, кој што можеби некој не го употребува, меѓутоа сите грицки крекери, тој тип на храна во себе имаат значително многу трансмасти и тие посебно придонесуваат да се покачува холестеролот. И иако човек може да ги свати некогаш грицките наивно и дека се само калории плюс, тие проблемот е дека не се само калории плюс. Туку си трансмасти. Тие се извор на трансмасти. Трансмастите можеме и во некоја наредна тема посебно да ги избориме. Мене ми е жал што таа тема не е доволно истакната, бидејќи еве тука конкретно дојде како подтема на храната кај менопауза, меѓутоа таму посебно и на нив треба да се пази, бидејќи дополнително ќе придонесат да се покачи холестеролот. Впрочем, во овој пристап кај исхраната кога зборуваме за животниот стил, тука немате нешто што е доминантно од 50% да носи само по себе и да придонесува. Туку имате 10% од еден фактор, например, грицките. Други 10% од друг фактор. Трети 10% од трет. И се собираат физичката активност, сите други. И сите придонесуваат, затоа и многу е тешко животниот стил да се анализира и да се следи и да се даваат препораки, бидејќи не е склоп од многу повеќе работи. Значи, тука има еден диапазон, затоа велиме начин на живот, кој што не опфаќа само храна, не само физичка активност, не само спиењето, стресот, чаеви, суплементи на природна основа, значи сликата е тука малку покомплексна и сите заедно тие ќе придонесат, например, како во конкретниот случај при менопауза, и да не се покачи телесната тежина, или барем да се стабилизира во одредена точка, но и да се минимизираат ризиците по однос на здравјето. Докторе, ќе се задржам уште малку на стомачата дебелина, која што се јавува во периодот на менопаузата, и тоа многу лесно можат жените да ги качат килограмите околу стомакот, но исто така некои велат дека се под хроничен стрес и дека всушност кортизолот е виновникот за тоа што имаат стомачна дебелина. Дали овој хормон на вистина создава покачување на мастите, ложење на мастите околу стомакот? Апсолутно. Значи, хормоните, иако се лачат во нашето тело во изворедно ниски концентрации, тие имаат многу моќен ефект на цело тело. Малку од нив се такви кои што влијат буквално на секоја клетка, како што се, например, тироидните. Најголем дел од нив се насочени точно кон одредени посебни функции, меѓутоа кортизолот, за жал, спаѓа во тие кој што има многу голем диапазон на делување. Реченица две околу него, ако некој не го знае, тоа е хормонот на стрес, како што го нарекуваат. Неговата природна улога е да не подготви во стресни ситуации со се други хормони, меѓутоа тој е носителот на тие активности, да не подготви за таа стресна ситуација енергијата да ја пренесе на експлозивните аспекти од нашето тело, од функцијата, тој така наречен fight or flight механизам или механизми за одбрана или за бегство. И тие механизми си имаат своји биолошки потреби. Во смисол, мускулите да се снабдени со крв, имунитетот се става малку на страна, бубрезите добиваат малку помалку крв. Сега, тоа е природна функција на кортизолот. Но, како што убаво кажавте, кога тој ќе биде покачен малку подолг период заради хроничен стрес, тогаш тие негови ефекти, наместо да се појавуваат моментално и не секојдневно, доаѓаат во ситуација пролонгирано покачено ниво на кортизол, за жал, денеска е доста честа состојба. Вие го имате тој негов наводно краткотраен ефект да биде постојано присутен. Една од работите кои што тој ги прави е дека го поттикнува метаболизмот во правец на активирање на шеќерот моментално и давање на мускулите, во смисол ослободување на резервите на шеќер од црниот дроб и ставање
на располагање во крвта, но при тоа ги конзервира, ги става настрана мастите. Не ги промовира за обработка. Заради тоа што во кој правец нашето тело ќе се насочи. Тоа е изворедно комплексен механизам, се разбира дека сега го поедноставувам. Дали ќе гориме повеќе шеќери во нашиот метаболизам или ќе гориме, ќе согруваме повеќе масти, тоа е резултат на извореден склоп од кортизолот, инсулинот, тироидните хормони и сите тие во различни ситуации, тој коктел од хормони кои што се лачи, ќе одреди во кој правец ќе биде потрошувачката на енергијата, така да кажеме. Кога во оваа формула претерано е присутен кортизолот, тогаш имаме состојба која што потпомага ставање на масно ткиво во така наречената абдоминална регија. Тука спаѓа и висцералното масно ткиво или длабокото масно ткиво. Тоа што е помеѓу органите. Кое што е помеѓу органите, тоа се смета за особено ризично, бидејќи од една точка понатака откриено е дека почнува да се однесува како хормонски активно ткиво и самото. Односно, самото висцерално масно ткиво произведува хормони, налик на естрогенот, и ги пушта во употреба и дополнително го дебалансира организмот во тој правец. Затоа велам, нели, ние сме вешти во тоа, луѓето генерално, во тоа да го дебалансираме овој систем, меѓутоа враќањето назад во баланс на хормонскиот систем, ако сме го нарушиле, за жал не е едноставен и брз процес. Тоа е нешто кое што бара дополнително внимание и дополнително влијание на повеќе фронтови. Ако е кортизолот, да се намали кортизолот. Ако е инсулинот, да се намали инсулинот. Меѓутоа, сето тоа бара еден малку пролонгиран период, во смисол не само денови, недели, туку и месеци, додека да се врати контролата правилно како што треба да се воспостави пак. Затоа е всушност многу тешко слабењето. Затоа е многу тешко слабењето. Оти слабењето може не се случува во услови непогодни за него. Слабењето бара една хомеостаза, еден баланс на телото, кој што подразбира калориски дефицит, но по можност не и протеински дефицит, за да не почнат да слабеат мускулите повеќе отколку масното ткиво. Подразбира немање присуство на хроничен стрес, односно покачен холестерол, тоест стабилизирање во тој план, и конечно подразбира ниски нивоа на инсулин, нормални нивоа на инсулин. Од и високото ниво на инсулин, може би ќе зборуваме малку. Сега следува токму и тоа дополнително ја комплицира ситуацијата. Сакам да речам, нели, наводно некој ќе си го помисли слабењето како некој прост математички процес, во смисол јадам повеќе, јадам помалку, физички сум активен, но за жал не е сосема така, особено денеска во темата во која што обработуваме, а тоа се хормонските состојби и слабењето. И тоа колку силно тие може да го поттикнат или да го спречат. Некои луѓе велат дека ги качуваат килограмите бидејќи имаат огромна потреба за благо. Да. Дали е тоа поврзано со одреден хормон? Како не? Значи, тоа што прво ќе го примети човек ако се постави на правилен начин на исхрана, е парадоксално. Ова се сите така наречени позитивни кругови, да речеме магепсени кругови, кои сами себе се влошуваат. Едниот е токму овој, тоа е потребата за благо. Од каде потекнува потребата за благо? Има две потреби за благо. Една може да биде класична навика, просто да сум навикнат, да јадам благо, едноставно уживам во вкусот на благо и навика. После ручекот, десерт или по вечерата. Ете така, но тука има и втор момент, а тоа е биолошка стимулација на потребата од благо. Значи, што велиме народно, телото ми бара. Значи, самото тело да бара благо. И тоа тие луѓе не го измислуваат тоа кога го кажуваат, туку навистина ако доаѓаме до втората состојба, тоа е покачено ниво на инсулин. Хиперинсулинемија или инсулинска резистенција. Тоа е состојбата во која што всушност заради високото ниво на инсулин има зголемена потреба баш од благо. Оти што прави инсулинот? Нели, ако го разгледаме сега природната состојба на нашето тело, внесуваме храна. Тоа прави еден бран на покачување на шеќерот во крвта. Значи, тој, како обработуваме храната, како таа се ослободува и абсорбира во крвта, така би требало да има еден бран, кој што не е нагол. Англискиот збор е spike, или тоа е скок, ако го преведеме на македонски, кога јадеме храни кои што се премногу обработени, имаат во себе многу прости шеќери. И тогаш ќе дојде до
нагло покачување. Например, еве белиот леб. Една од причините зашто често пати го обвинуваме белиот леб дека е проблематичен. Белиот леб ќе направи наместо вака да се покачи шекерот во крвта, тој да дојде вака нагло да скокне и потоа нагло да се спушти. Тоа е пикот кој што го прави. Но тука доаѓа вториот момент. Телото кое ќе го види тој скок на шекерот ќе одговори со скок на инсулинот. Кој што кога ќе дојде како втор бран, прво е бранот нели на шекер во крв, вториот е инсулинот. Кога ќе претера првиот бран, тогаш претерува и вториот бран и се лачи навидум адекватно, меѓутоа премногу инсулин во однос на потребите, кое што пак од своја страна оти што прави инсулинот? Тој го вади шекерот од крвта, односно и го пушта во мускулите да влезе. Вратар е инсулинот. Тој служи на мускулите. Го внесува всушност. Го внесува во секоја клетка. Во секоја клетка, но пред се во мускулните. Оти тие би требало да бидат најголемите потрошувачи на шекерите во нашето тело. И кога тој ќе ја отвори вратата низ милиони клетки во нашето тело инсулинот, тогаш тој треба шекерот од крвта да влезе внатре во клетките, де факто да падне во крвта и на тој начин да се воспостави повторно баланс. Тука доаѓа моментот на компликација. Значи, кога инсулинот е премногу покачен, тогаш всушност нагло паѓа шекерот и еве таа втора потреба за благо за која што зборува. Кога мора да се внесе благо. И човек може да ја каже, да ја направи разликата. Оти ако е така најментална навика за благо, ако посегнува по благо, може и да се дефокусира. Во смисол, јас тогаш ќе им речем, ако после ручек се случува, да, одете и измијте заби веднаш со лута паста, да ви го уништи чувството за вкус. Оти нели, после лута паста, благо, не иде. Не оди баш, да. И го менува, ги менува рецепторите за вкус и тогаш се руши работата. И тогаш тоа е доволно да го дефокусира човек од потребата за благо. Но, ако е биолошка потребата, тој ќе ги измие и со лута паста заби. И ќе јаде благо и нема да му е вкусно, меѓутоа сепак ќе го јаде. Заради тоа што просто одвнатре телото го тера, паднал шекерот и сега ќе го тера. Всушност тука се поставува како почела, нели ти реков дека е магијапсан круг, како почнала цела ситуација. Почела на ниво на мускулна клетка. Сум го објаснувал тоа, но секогаш сакам да го повторам заради тоа што е многу важно да го разберат луѓето кај нас. Не е проблемот на предијабетот и дијабет, проблем на внесна премногу јаглехидрати. Не е толку просто. И не е ни обратното просто. Сега имам шекер или предијабет или дијабет, и сега ќе ги намалам само јаглехидратите, ќе го тргнам лебот и состојбата ќе се стабилизира. Нема да се стабилизира. Ако е ова една мускулна клетка, таа во себе носи, постојано носи во себе покрај шекерите кои што редовно ги јаде, во себе носи неколку капки внатре, да замислиме, жолти триглицериди. Тие се триглицериди кои што и требаат на клетката како резерва. Во случај да има потреба од нешто многу да трчаме, многу да се движиме, ќе се смени метаболизмот од шекери на масти и ќе ги употреби. Но, кога ние пролонгирано внесуваме заситени масти од месо, од сирење, од кашкавал, од млечни производи генерално, кога ќе влезат заситените масти во нашето тело, нели, сме го зборувале тој еволутивен момент. Нашето тело не знае да isfrли масти. Не сака. Ги смета за премногу вредни молекули храна и наместо да ги фрли, се вика, ова е вредно, јас ќе го складирам. И почува процесот на замастување на целото тело. Ако некој веќе има замастен црн дроб, значи дека претходно има замастени мускули. Нема само замастеност на црниот дроб, има замастеност на мускулите, таа е прва. Од која ќе се преполнат тие со тие резерви од вишок заситени масти од храна, ќе се наполни клетката со заситени масти. И кога ќе дојде моментот инсулинот да ја отвори вратата на оваа клетка и шекерот од надвор да влезе внатре, клетката му дава отпор на инсулинот, односно инсулинска отпорност, односно инсулинска резистенција. Клетката му вели на инсулинот, фала, ама јас енергија имам многу и шекер повеќе не ми треба. И тога шекерот почнува каде останува? Таму од кој што треба да дојде, од крвта. И тој почнува таму да расте. Телото како одговор лачи повеќе инсулин. Оти гледа дека шекер почнува да се насобира. И тој е механизмот на настанување на инсулинската резистенција и затоа велиме дека е магијапсан круг. И сега човек му паѓа шекерот,
Јаде од благо. инсулинот, јаде благо. Јаде благо, повеќе се поправа. Уште повеќе се засилува овој момент. Поентата е дека треба во корен да се делува. Инаку ако човек почне да оди по тоа и гледате овде, не може лек да го реши овој проблем. Овој проблем мора да се реши во корен. А кој е коренот на проблемот? Заситените масти во мускулните клетки. Преголемата резерва. За да го намалиме тоа што се насобрало тука, имаме две работи кои што треба да ги направиме. Прво, да почнеме да трошиме повеќе. Значи физичка активност. Така е, пешачење, физичка активност. И второ, да го намалиме дотурот. Ако веќе толку многу во оваа чаша, во оваа клетка има заситени масти, не ни е паметно да тураме уште повеќе. Туку треба да го лимитираме под А внесот на заситени масти и под Б да ја забрзаме потрошувачката на тие кои што веќе се ставени како резерви, односно ги замастиле нашите мускулни клетки. Тоа е вистинското решение. Инаку, да. Докторе, но оние кои што имаат инсулинска резистенција и го применува тоа што сега вие го кажавте, повторно вела дека не ги имаат очекуваните резултати во однос на слабењето. Така е. Значи, тоа е на почетокот, има еден период кога ќе треба да се совлада овој механизам. Значи, на почетокот тоа слабење нема да оди лесно. Инсулинот, високото ниво на инсулин, тоа е лошо заради тоа што тој не само што го создава проблемот, инсулинот, туку тој го блокира и решавањето на проблемот. Значи, истовремено притиска во правец на создавање на масти уште повеќе. Значи, тој се штити сами од себе си. На еден начин тој сака да го одржи тој статус кво, таа ситуација која што навидум му одговара. Значи, тоа е тој момент. Затоа тоа е бара на почетокот првата, втората, третата недела, да речеме човек да помине низ еден период да издржи. Додека уште се високи нивоата на инсулин. Така е. Значи, клучот тука да се издржи. Да се издржи првите 3 недели, мора да се издржи. На третата недела пациентот ќе каже, ја изгубив потребата од благо. Значи, самиот ќе примати дека има потреба за благо, ама не таква да... Интензивна да не може да се воздржи. На третата недела тој самиот ќе знае и без да мери инсулин, а ако мери ќе се увери скроз, со сигурност, всушност тука ќе свати дека инсулинот почнал да паѓа. Односно, сме ја зголемиле осетливоста кон инсулинот на самите клетки, тие почнале да одговараат на него, шекерот почнал да се враќа и да се согорува кај што му е местото во мускулните клетки, и телото, откако ја увидело таа состојба, веќе не му дава наредба на панкреасот да лачи толку високи нивоа на инсулин. И почнува да се стабилизира цела состојба. Затоа тоа е процес кој што неминовно зима 3 до 4 недели за првична реакција. Значи, на третиот ден тука ефектот нема да го видиме. И тоа е тоа што овој пристап бара издржување. Значи, бара човек на почетокот да издржи. Впрочем, ако не издржи, нема друг пат, според мене. Инсулинот ќе биде проблематичен и нема да дозволува да се стабилизира состојбата се додека во корен не го оттргнеме тоа што го прави тој да биде на високо ниво. Рековте лековите не се најсрегното решение? Тука е моментот дека лековите може да се го нели и тие се го имаат своето место под сонцето, но ова е класичен проблем на начинот на живот. Впрочем, начинот на живот е тој кој што допринел да дојде до оваа ситуација. Таму е причината, таму е коренот. И ние, ако тоа е проблемот, тоа е и патот да се реши само настанатата ситуација. Затоа вие не можете нели на пациенти со ваква ситуација, со зголемена телесна тежина, едноставно е да се препише метформин во такви ситуации. Ама без всевкупниот промена на начин на живот, не, знаете како, не сум го кажал тоа јас. Има научни студии многу, кои што правени се така наречени head-to-head студии, односно научни студии кои што ги ставаат во од една група луѓе кои што го променуваат начинот на живот и друга група на луѓе кои што се на метформин. Меѓутоа не им се даваат тие препораки за промена на исхраната и на физичка активност. И се следени со години што и како се случува. Ефектот на физичката активност и на исхраната е посилен од метформинот во конкретната ситуација. Среднорочно и долгорочно. Дава далеку подобри резултати. Впрочем, треба да се објасни на пациентот. Значи, откако човек ќе го свати овој момент, не е лесно, но не е ни невозможно.
Така. Значи, не е лесно, но не е ни невозможно. Сериозен, возрастен човек кој ќе свати дека тоа го прави за своето здравје и дека нема многу избор, дека тоа е патот кој што мора да тргне по него ако сака да го зачува своето здравје, најголем дел од пациентите се свесни И го прифаќаат тоа. Ќе ги вклучиме гледачите. Почитувани од тој момент емисијата е контактна. Докторе, многу жени кои што имаат проблем со полицистични јајници, со синдром конкретно на полицистични јајници, исто така се соочуваат и со покачена телесна тежина, односно со дебелина. Да. Имаат сериозен проблем да ја регулираат. Кој пак сега тука хормон е во прашање? Инсулинот е пак Повторно виновникот. виновникот. Зошто? Заради тоа што високото ниво на инсулин има повеќе функции. Ги спомнавме дел, едната што не ја спомнавме, впрочем е оваа. Кога инсулинот е на многу високо ниво, велиме дека тој ги парализира, под наводници, јајниците. И ги става во состојба да ги стопира фактички. Затоа е едниот од ефектите кои што почнува да се случува кај тие пациентки во склоп на синдромот на полицистични јајници, првиот е губењето на редовниот циклус. Токму заради тој момент на стопирање на јајниците и спречување на нивната нормална работа. Тоа е еден од основните ефекти кои што ги прави инсулинот во тој период. Откако тој ќе го наруши нивното редовно функционирање, после самиот нивен дисбаланс ќе направи дополнителен хормонски дисбаланс. Бидејќи тогаш пак хормоните кои што зависат од нив нема да можат да бидат излачени на правилен начин. Заради тоа што го знаеме циклусот на природна работа на овариумите, на јајниците и на природното движење на хормоните. И таа оска која што е помеѓу хипофизата и овариумите во тој случај ќе биде нарушена. А виновникот кој што ја започнал таа процедура повторно инсулинот. Заради тоа што и затоа вие кај многу млади девојки ќе ја најдете таа тријада. Ќе видите дека е присутна инсулинска резистенција, зголемена телесна тежина и синдром на полицистични јајници. Многу често трите одат во пакет. И тука имате многу незгодна ситуација, оти сега е уште повеќе комплексно и сите три ситуации заедно се помагаат една со друга. Односно се влошуваат, впрочем. Инсулинската резистенција ги влошува другите две. Телесната тежина зголемена ги влошува другите две. Истото го прави и синдромот на полицистични јајници на останатите. Еден маѓепсан круг. Маѓепсан е круг. Од кој што многу тешко да се излезе. Изворено. И тука исто сега, како што го спомнав, тој момент на издржливост. Ако е зголемена телесната тежина, научните студии се јасни, кога ќе падне ако е зголемена телесната тежина, помеѓу 5 и 10% е потребното намалување на телесната тежина иницијално, за да дојде до општо подобрување на состојбата, посебно кај синдромот на полицистични јајници. Значи, таму е многу потешко кога тој е присутен со намалена телесна тежина, тоа е друга подгрупа, поретка и потешка за решавање. Меѓутоа, што ме присутна таа тријада, инсулинска резистенција, зголемена телесна тежина и синдром на полицистични јајници, тогаш според науката, не според мене, препораките се силно во правец на промена на начинот на живот. Значи, има, често пати кажувам, има болести кои што целосно се решаваат со промените на начинот на живот, има такви кои што промените на начинот на живот имаат одредено влијание, но не клучно, има и такви каде што промената на начинот на живот нема да помогне. Меѓутоа, оваа тројна состојба за која што конкретно зборуваме, одлично одговара на целосно одговара. Значи, тука вреди да се проба. Апсолутно вреди да се проба. И дека не е лесно, нема да кажеме ништо ново. Не е лесно, меѓутоа ефектот тука е многу брз. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Вака, на 50 годишна возраст сум, па сакам да прашам, пошто сум во перименопауза веќе, да речеме, 7 месеци негде немам менструација. Циклус, така? Да, веќе пуцна оние топлотни бранови, значи, и доста се непријатни. Па некој совет од докторот што дали треба нешто да се зема, дали на природна база, дали треба повеќе активност физичка, нешто, некој совет да ми даде. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, да го вклучим и другиот гледач, па двете прашања двајцата гледачи ќе добијат одговор на прашањата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да видам кратка. Ако 2 недели одлучиме да не јадеме благо, после третата дали ќе имаме потреба или не знам,
Меѓутоа, дали треба медот да се исклучи во тој период? И дали медот да се исклучи? Така интересно прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Од назад па кон Ајде. напред. Медот прво не спаѓа во нездравите храни. Значи медот и тоа како е здрава храна, само кај него мораме да ја пазиме количината. Значи има толку многу богатство од состојки здрави сконцентрирани во него. Медот е здрава храна, но ако зборува, ако треба да прецизирам за дневна доза, тогаш би била една мала лажичка во овој, значи збориме во една ситуација кога сакаме да намалуваме телесна тежина. Ако ги немаме тој проблем со телесна тежина, тогаш и повеќе да внесеме мед нема да сгрешиме. А намалувањето на благото во период од 2 недели сигурно ќе даде подобрување на состојбата за која и да зборуваме, макар и да е за зголемена телесна тежина. Прашањето е сега дали човек ќе се бори со себе во смисол ако е тоа од навика или е од инсулинска резистенција. Ако е од навика, веќе на третиот ден ќе почне да ја подобрува состојбата и нема да му биде толку тешко. Меѓутоа, ако е од инсулинска резистенција, такво нагло пресекување само на благото да се тргне, а да не се пази на остатокот од нели како што тука. Значи не е доволно само благото да се тргне. Ако е инсулинска резистенција не е, основата е заситени масти. Така, заситените. Заситените, ако ние јадеме, например, благото го тргнеме, ама продолжиме со сирењето и со кашкавалот, ние сега ќе се мачиме. И емија засилуваме инсулинската резистенција, му даваме на телото заситени масти, од една страна, а од друга страна не му го даваме тоа што го бара заради високото ниво на инсулин. И тогаш тоа е веќе малтретирање. И тоа ќе биде доста тешко да се издржи. Не дека нема да има ефект, меѓутоа тука ефектот на невнесувањето на благо ќе биде многу пролонгиран и по цена на многу голема волја. Значи на многу и затоа многу луѓе се откажуваат. Апсолутно да. Затоа тука има една друга подточка кога луѓе на пример ќе се тргнат од благото, меѓутоа наместо да имаат, ако имале навика од ужинка блага, ќе рече тај сега ќе си сечем едно парче кашкавал и тоа ќе ми биде без леп, нели? Тоа е демек нема леп, нема јаглехидрати. Ама тоа во себе има многу заситени масти. Тоа прави белја всушност. Белја прави и тоа, така што затоа некои работи се навидум едноставни, ама се така кажано контраинтуитивни. Значи не се баш како што не води интуицијата и како што мислиме во моментот, туку може да има токму спротивен ефект од тоа што го очекуваме. Поднос на првото прашање за менопаузата, здравиот начин на исхрана е основата, редовното спиење и физичката активност. Постојат и на природна база одредени, може со проверување на пазарот што има. Има растенија кои што имаат во себе улога, например цимицифуга, тоа е растение присутно на пазарот, од него се вади екстракт и тоа влијае на стабилизирање на нивоата на естрогенот во и тоа всушност ги прави тие непријатни симптоми. Имаме гледачи кои што исто така сакаат да се вклучат во програма, секогаш добиваат предност во Телма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ваша редовна гледачка од Опчеполието. Повелете. Ме интересира нешто за шеќеров. Јас сум со шеќер веќе 7-8 години, не многу, ама не ни малку. Мојот проблем е што шеќерот на сабајле, утринско мерење, на гладно, е повисок од колку до вечерта. Значи вечерта паѓа. А толку многу се принципијално држам, користам глукопад што продолжено дејство и толку. Друго ништо. Многу сум активна, значи во тоа движење, шетање и копање по бавци тоа цел ден. Значи сум. Може затоа се намалува до вечере. Не знам зошто е толку, може да биде 8-9, некогаш и над 11 ќе се качи. Не секогаш. А толку многу сум принципијална, че благо скоро ништо не јадам. Освен ово ше нешто зеленче така шатпат. Така, уште нешто има. Така, ви благодарам за вклучувањето и што редовно не следите. Доктора, ќе го вклучиме и следниот гледа за да не чека. Добар ден. Ало? Повелете. Се јавив пред малку, ми рекao дека сум била втора наред. Повелете, го очекуваме вашето прашање. Добро, благодарам. Повелете? Ало? Да, ве слушаме, во програма сте, повелете. Сакав да разговарам со доктор. Така, секако. Ве слушам, повелете. Ве слуша доктор. Добар ден. Добар ден. Добар ден, докторе. Ве гледам на Телма и сега сакам да ве прашам.
Јас до 64 години, например, имав 58-59 кила. Не слушате? Да. И од тогаш шекерот ми е, значи тромесечниот ми е 6 нешто, последниот пат ми беше дневниот шекер 11, а за овие години, сега имам 70 години, значи се здебелив 10 кила. Исхраната пазам, значи не јадам благо, на сабајле до ручекот ми е кисело млеко, ручекот е една кришка леп, а килажава ми е. А дали, може да ве прашам, дали, например, овие антидепресивите делуваат на дебелината? Аха, значи вие земате и антидепресиви. Да. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програм и за поставените прашања, докторе, повелете. Првата гледачка беше таа која што интензивно работеше во дворот, купаше наутро висок инсулин, но така, шекерот висок на наутро. Висок шекерно во текот на денот. Ви благодарам за потствањето. Што е важно и за оваа гледачка, и сите пациенти треба да знаат дека утринскиот шекер секогаш е повисок од шекерот во остатокот од денот. Значи тоа не треба никого да го буни. И луѓе кои што имаат во ред здравие и немаат никаков здравствен проблем, утринскиот шекер кога ќе го мерат ќе биде повисок во однос на шекерот кој што е во остатокот на денот. Тука ги буни луѓето и ќе речете, па не сум јадел ништо цела ноќ, нели, или лесно вечерав претходната вечер, или ништо не јадев во текот на ноќте, од кај сега шекер на сабајле? Тоа е уште еден доказ дека речиси се во нашето тело е под влијание на хормоните. Утринските хормони се тие кои што го прават тоа класично утринско кревање на шекерот. Зошто? Утринско будење? Утринското будење, имено. Наутро притисокот ни е покачен. Наутро шекерот ни е покачен. Наутро сите хормони се на повисоко ниво заради тоа што нашето тело хормоните го подготвуваат да почне со активност. Ние не сме ноктурнални, нели ноќни животни, преку ден е нашата функција и затоа во тој прозорец од неколку утрински часови се кај нас е поистакнато и изголемено, па и нивото на шекерот. Од тука треба да се разбере дека станува збор за природен процес. Кај луѓе кај што има нарушена контрола на шекерот, разбирливо е дека наместо да скокне до 6, ќе скокне до повеќе. И после во текот на денот ќе се намали. Меѓутоа, утринскиот скок на шекерот е природен процес кој што не зависи од тоа не сум јадел во ноќта или слабо сум вечера. И треба да се знае дека кога зборуваме веќе кај регулација на шекерот, многу поважна вредност на која што треба да посветуваме внимание е тромесечниот просек. Значи таму треба да биде фокусот. На тромесечниот просек, да, битно е за една ориентација и утринските вредности секако, меѓутоа главниот фокус на тоа како се менаџира болеста, како се следи терапијата, начинот на живот и се друго што подразбира, е токму преку тромесечниот просек. И таму е моментот на вниманието. Второто прашање само Втората гледачка имаше, значи пиеше антидепресиви. Се сетив, готово, прашањето беше дали може да биде по новите генерации на антидепресиви не ги даваат. 10 килограми е поправен. Да. Иако тоа е целосно во склоп на тоа што го кажав претходно, нели, во тој постменопаузен период, значи во околу менопаузата или во уште од перименопауза кога почнува. Со тоа ја отворивме емисијата. Тоа ја отворивме и тоа е тоа што кажуваше дека 1 килограм на година покачување. И втората реченица која што ја кажав дека човек во тој период, баш убаво кажува, активна сум, ама килограмите малку по малку одат нагоре. Затоа е таа поговорка што вели во тој период човек треба да трча за да стои во место. Така. Значи треба да има многу повеќе, а што е тоа трчање? Многу повеќе физичка активност, пешачење, движење, убава физичка активност, за да ја држи телесната тежина стабилна. Не за да паѓа, туку да не расте. Значи тие се тие два моменти и затоа го кажав тоа во воведот, оти тоа е неспецифично за тој период. И за жал, уште еден процес што се случува е тоа дека во тој период паѓа мускулната маса, расте масното ткиво. Таа состојба прави да биде многу потешко слабењето. Зошто? Оти мускулната маса кога се губи паѓа базниот метаболизам, кој што троши калории додека спиеме.
а масното ткиво е пасивно. Тоа само по себе не троши. Напротив, тоа може да го генерира дополнително проблеми. А антидепресивите и дебелината? По новите генерации не. Не? Значи, зависи кои антидепресиви станува збор. Тука е многу конкретно, треба да се знае точно што се зема, меѓутоа по новите генерации не го дава тој ефект. Доктор, имаме сосема малку време. Да. Јас сакав да, нели денеска зборувавме за хормоните кои што доведуваат до покачување на телесната тежина и го отежнуваат слабењето, но има и хормони со кои што е тренд да се слабе. Да. И доведуваат до брзи резултати, но немаме време во денешната емисија. Еве, можеби само накратко. Така. Да или не, да се користат или не? А не, мојата препорака е не. Тие се всушност лекови за диабетес, Апсолутно кои што да. ги земаат луѓе кои што го немаат тој проблем или го имаат проблемот, па потоа го аплицираат лекот и велат дека брзи се резултати. Тие работат на принцип на забавување на движењето на храната низ цревата. Вообичаено, тој хормон, таму делува. Го успорува движењето на цревата, со тоа создава чувство на ситост и де факто би требало да ја намали потребата од храна и внесот на храна и така да предизвикаат слабење. Меѓутоа, кои се тука несаканите ефекти? Какви случаеви има на компликации настанати заради нив и до точка на смртни случаи? Тоа е нешто кое што пациентот треба да го знае кога ќе се нафати на слабење на таков начин. Заради тоа што тие хормони во многу случаеви може да дадат не само забавување, туку и застанување на цревата, односно да водат кон таа илеус, илеус сам по себе или преплет на црева, како што е познат кај народот, тоа е состојба која што е животозагрозувачка, каде што може се да се случи, а има и јасни докази на смртен исход во конкретната ситуација, под дејство на земање на тој тип на лекови. Затоа тоа се лекови кои што луѓе треба, тоа е така наречена off-label употреба. Тоа е употреба без да имаат они таква, они немаат вистинска за што се запишени, тие се наменети најчесто за диабет, впрочем. Вела дека лекот го нема за диабетичарите, бидејќи има масовна употреба кај оние кои што се борат со покачената телесна тежина. Земаат голем ризик. Значи, земаат голем ризик, а и не го тргнуваат од маса основниот проблем. Кој ќе ги прекинат апчињата, што правиме после? Односно, терапијата која ќе ја прекинат, што правиме после? Без тој лек, со старите навики, ќе се врати и старата тежина. И сега ние сме земале одреден лек, сме ризикувале здравје, сме ризикувале несакани ефекти и после пак да се вратиме на старо, тоа секој треба да си ја направи таа проценка, дали ќе го изведе тоа. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, на вистина интересна тема. Мислам дека беше многу едукативна и корисна за сите нас. Не сме обработувале, ви благодарам многу за поканата. Ви благодарам. Ви благодарам и вам уште еднаш, им благодарам и на гледачите што не следеа и денеска. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.